А во продолжение нова тема во студиото на Македонија наутро до 8 часот. Денешниот 27 јануари во целиот свет се одбележува со тишина, почит и сеќавање. Тоа е меѓународниот ден на сеќавање на Холокаустот, денот кога отворените порти на Аушвиц, откривајќи го најмрачното лице на човештвото. Ден кога светот застана во тишина за да им одаде почит на милионите невини жртви, но и ден кога гласно си ветуваме дека злото никогаш повеќе нема да најде плодна почва. А Македонија како дел од ова глобално сеќавање го чува споменот на своите сограѓани евреи кои беа дел од оваа голема трагедија. Меѓутоа, како денес ја негуваме културата на сеќавањето и како се справуваме со современите предизвици на нетолеранцијата, разговараме во продолжение со нашиот гостин. Велам добро утро за Габриел Атанасов, национален координатор за Меѓународната алијанса за сеќавање на Холокаустот. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Добро утро. Амбасадоре, зашто е важно 27 јануари да биде дел од нашиот државен календар и што овој ден значи за Македонија како членка на ИХРА? Ќе искористам кратенката за оваа меѓународна алијанса. За нас овој датум е многу важен, но и во светски рамки овој датум е датум на почит кон жртвите на Холокаустот, на оние невини жртви, 6 милиона, како што спомнавте, кои што и ги изгубија своите животи во една атмосфера на лудило, би рекол, во Втората светска војна. Ние сме земја членка на Алијансата за сеќавање на Холокаустот, меѓутоа и 27 јануари одреден како датум од страна на Обединетите нации, датум на кој што ние треба да се сеќаваме и мораме да се сеќаваме на тие жртви, за да спомнуваме што се случило со нив за време на Втората светска војна, за да повторно не се повтори такво едно злодело кон човештвото. Воедно, овој датум е преземен во Европа и за сеќавање на геноцидите и на превенцијата на злосторствата кон човештвото. Така да за нас, од една страна, имаме еден вид на поврзаност со нашите членства, да речеме, во Обединетите нации, но и во Алијансата, затоа што сме една од 35 земји членки, но имаме една морална обврска, затоа што ние многу добро знаеме дека македонските евреи за време на Втората светска војна во најголем дел беа истребени и однесени во Треблинка, што е еден грозоморен факт, како ниту една еврејска популација на било која територија во Европа не страдала толку колку нашите евреи овде. Така. Токму затоа како го чуваме споменот на сеќавањето? Споменот го чуваме преку нашите институции, во соработка со невладините организации, во соработка со еврејската заедница на Македонија, со музеот на Холокаустот, кој што имаме привилегија да го имаме во Скопје, еден од ретките музеи во светски рамки, не постојат многу такви меморијали. И ние имаме превземена обврска да на секој 27 јануари одбележиме во Министерството, значи тоа е во рамки на заложбите на владата и нашата дипломатија, да го одбележиме тој чин преку сведоштва, преку говори на важни функционери, преку изложби кои што ги организираме, за да можеме што подобро да ја пренесеме и да не ја заборавиме таа ситуација која што била во Втора светска војна. А конкретно за годинава, кои се клучните активности со кои што Македонија ќе го одбележи овој ден? Ние за неколку часа во Министерството за надворешни работи го поканивме дипломатскиот кор и сите релевантни чинители во земјата, за да може да тоа пригодно го одбележиме. Воедно оваа година планиравме преку една димензија на младината, затоа што младината е многу важна. Едукацијата на младите е есенцијална, да знаат што значи Холокаустот. Така да имаме предвидена една програма во тој контекст, прво една изложба во Министерството, каде што Холокаустот е прикажан низ призмата на детските очи, што е многу интересно за да се види децата како тоа го гледаат, и имаме, се разбира, гостин и амбасадорката на Израел во нашата држава. Воедно ќе имаме едно сведоштво на една госпоѓа која што живее во Ерусалим, госпоѓа Алтарас, која што ќе сведочи за незината свекрва, за незините страдања. Впрочем, госпоѓа Алтарас, постарата секако, е единствената преживеана штипјанка во тој период која што се уште е жива и се наоѓа во Ерусалим. Но незината снага ќе има свое сведоштво оваа година. Како Меѓународната алијанса за сеќавање на Холокаустот помага во однос на тоа да не се искривуваат историските факти, а исто така и
во некои случаи негирањето на Холокаустот? Таа организација токму за тоа поставена, за да може ние како држави, како влади да разговараме и да видиме како можеме тоа да го промовираме во нашите општества. Пред се да имаме сегменти на едукација во тој контекст, во нашиот образовен систем. Алијансата функционира и со работни групи, освен пленарните сесии каде што учествуваат шефовите на делегации и национални координатори. Има работни групи кои што се занимаваат со академските студии, образовните, меморијалите, антисемитизмот, Холокаустот, така да во тие работни групи и комитети се разговара за сите проблеми кои што се нотираат во државите кои што се засегнати. Така. Каде почнува говорот на омраза, а каде завршува слободата на говор кога станува збор за вакви чувствителни историски теми? Да, ова прашање го нотирав и многу е интересно, затоа што тенка е линијата и тоа е вистинското прашање, затоа што говорот на омраза во ниту една форма не смее да постои и треба да биде санкциониран. Многу држави имаат донесено кривични промени во кривичните закони за да може да ги санкционираат овие акти кои што се третираат за антисемитски. И тоа е оној домен што го велите вие како говор на омраза, но не само према евреите, према другите етникуми или малцинства кои што постојат и така натаму. И вистина е дека некои факти кои што се случуваат во денешно време, некои акти политички на одредени држави и така натаму може да доведе до предрасуди за тоа за што е поврзано со Холокаустот. Меѓутоа, главната идеја е дека Холокаустот кој што се случил минатиот век е една посебна тема која што може да се поврза и сега во денешно време, ако ги гледаме збиднувањата во Средниот Исток. Еврејската страна коректно кажува дека во еден втор Холокауст на некој начин, ако се присетиме на нападите од 7 октомври, така да треба многу внимателно да се гледа колку со нашиот говор можеме да ги навредиме чувствата на оние кои што настрадале. И ова прашање е на вистинска дилема и не само него постои голема работа околу тоа која што сите држави треба да бидат вложени во тоа. Споменавте и предмет дека работата започнува со новите генерации, односно уште од најрана возраст да бидат едуцирани, да се вложува во нивната едукација. Меѓутоа, колку е предизвик и како всушност може да им се објасни на денешните генерации за Холокаустот во време на дигитализација и во време кога говорот на омраза е се поприсутен, особено на социјалните мрежи и во дигиталниот свет каде што тие реално растаци се развиваат. Да. Не е едноставно, меѓутоа постојат механизми и затоа ние треба да се залагаме студиите за Холокаустот да ги имаме во образовниот систем. Учениците од некоја возраст да почнат да ги учат, да го учат тој феномен од минатиот век кој што е уникатен по својот вид. Да постојат еве да речеме и на правниот факултет на универзитетот веќе неколку години се спроведуваат студии за Холокаустот. Вчера дури имаше и доделување на дипломи во рамки на правниот факултет. Една едуцирана младина може добро да биде запознаена со тој феномен и да знае како во иднина да се однесува за да биде толерантна и да нема такви помисли воопшто. Еве како што ви спомнав, младите веќе го запознаваат тоа. Замислете, има млади деца кои што го цртале тоа на цртежи, го прикажале како изгледало тоа, како они го замислувале. Дури има една, да речеме, една театарска изведба во рамки на едно школо во училиште во Штип, кој што баш и денеска ќе биде дел од нашата програма, каде што ќе изведат еден мал перформанс за тоа како се одвивало, да речеме, низ призмата нивна тој Холокауст, конкретно во Штип, и е насловена Писмо од Треблинка. Така да едукацијата на младите според мен е есенцијална. Точно дека социјалните мрежи лансираат многу дезинформации, меѓутоа со праведна едукација, со следење на овие канали кои што се телевизиски за историски да речеме и така натаму, може тоа да биде добро превенирано. Во Скопје имаме и меморијален центар. Чинам дека Скопје е еден од ретките главни градови во светот каде што имаме ваков меморијален центар. Ајде малку околу неговата улога. Едукативен центар, туристи, домашна јавност. Ако прашам дали ја оправда целта, мислам во контекст на тоа дали доаѓаат и луѓе од светот за да го посетат тој меморијален центар, да се информираат за историската вистина тука, одекна ли неговото постоење во пошироки рамки со оглед на тоа дека е еден од ретките? Точно така, тој меморијален центар е многу важен. Ние имаме, да речеме,
можност да го имаме тука во центарот на Скопје. Минувачите, нели, и туристите и странците пројавуваат интерес да го видат, постојат и организирани групи. Есенцијално за нас е кога веќе имаме таа институција таму, да може секој еден кој што проаѓа низ едукативниот систем да оди да направи еднодневна посета, да види точно какви факти постојат таму, што е напишано, за што станува збор. Ние не можеме да бегаме од историските факти. Тие таму се заведени и запишани. Така да тоа е една многу важна работа, да може тој музеј да биде посетуван. Искрено, можеби капацитетот на тоа што може да го понуди тој музеј се уште не е исполнет, затоа што и странски делегации кои доаѓаат може да го вметнат тоа во програмата за посета на тој музеј. Така да ние постојат и прашања зашто имаме меморијал. Одговорот е јасен и вие сами го кажавте на почетокот. 98% од нашата популација настрада во тој период и навистина тие сведоштва таму што се импресивни и многу е важно да бидат посетувани. Така да тоа е еден апел и повик до сите оние во образовниот систем да може да организираат, како и другите музеи, да го посетат тој музеј. На 27 јануари, односно на денешниот ден, секоја година се преземаат низа активности со цел да обстане сеќавањето за Холокаустот. Меѓутоа, ајде малку и за институционалната одговорност и улогата всушност на институциите преку целата година за да се зачува вистинската историја, меѓутоа и за заштита на еврејското наследство кај нас во Македонија. Ние всушност имаме, ако веќе зборуваме за сеќавањето на Холокаустот и во контекст на антисемитизмот кој што навистина е во пораст во денешно време, за нас се клучни да речеме два датума, овој што е денешниот 27 јануари и 11 март, денот на депортацијата на македонските евреи, кога од Штип, Битола, Скопје беа групирани и од Скопски монопол на времето беа пренесувани во неповратен правец кон Треблинка, никогаш не се вратија дома тие луѓе. Така да државата на највисоко ниво одава почит кон овие два датума, кои што се есенцијални за нас. Се разбира, кога има прослави, да речеме, еврејски, во еврејската заедница, од типот на Ханука, секогаш присуствуваат наши високи функционери. Тоа сум го нотирал и јас лично и одавајќи почит на таа заедница, која што е важна за нас и покрај тоа што е малобројна. Но во принцип во март секогаш имало и маршеви кои што тргнувале од старата железничка станица па се до Монопол, Тутунскиот комбинат денешен, така да со присуство на највисоки државни представници од председател па до председател на влада и секако во тие 2-3 дена се одбележуваат настани во трите града. Секогаш во Скопје финалното е со учество на државниот врв. И за крај, амбасадоре, од гостувањето, зошто е важно малите земји како Македонија и останатите да гласно да зборуваат за Холокаустот на меѓународна сцена? И која е пораката што и денес во 2026 година треба сите да ја разбереме после ова? Важно е ние како мала држава да бидеме во рамки на тие меѓународни организации, тоа е многу важно, секако за нас есенцијално е почитувањето на меѓународното право, затоа што знаете со сила ништо не се постигнува, малите држави и етникоми се заштитени на тој начин, затоа и членуваме во сите меѓународни организации. Главната порака е никогаш повеќе да не се повтори, затоа што никогаш не знаете во кој момент кој како може да размислува поради некои предрасуди, затоа што се базира врз предрасуди. Во крајна линија ние сме човечки суштества, не треба едни на други да си наштетуваме, зборуваме за пораката дека треба да се почитуваме. Многу често се зборува се упатува на зборот толеранција, знаете. Кога толерирате некој, значи ви смета, ама го толерирате, треба да се почитуваме. Тоа е главната порака, никогаш да не се повтори и многу важно да не се искривуваат вистинските историски факти. Така. Затоа што ако не се признаат злоделата на оние во Втората светска војна, никогаш нема да можеме да одиме напред во помирувањето. Амбасадоре, благодариме за денешното гостување. Посакувам успешна работа во текот на денешниот ден, меѓутоа како што кажавте и во останатиот дел од годината во однос на сеќавањето на Холокаустот и зачувување на историјата. И јас ви благодарам за поканата. Благодариме за гостувањето. Пред вестите во 8 часот, дел од програмската понуда на вашиот јавен сервис.